Почнете од почеток со Бони Сала. Очите на слепите ќе прогледаат, ушите на глувите ќе се отворат. Исаија, 35 глава, 5 стих. Има една фасцинантна приказна во новозаветената книга на Јован, за човек по име Никодим. Никодим беше водач на елитниот религиски водечки совет и љубопитен човек. Ги виде чудата кои ги правеше Исус и дојде да разговара со Исус во превезот на ноќта. Никодим беше трагач. Исус му објасни дека влегувањето во Божјото царство би било можно само со радикално оттргнување од сопствената религиска добрина на Никодим, како да започнува живот одново или како да се раѓа одново. Но колку што знаеме, Никодим не свати. Тој веројатно не сакаше да чуе дека е загубен и дека неговата религиозност не се сметаше во Божјото царство. Како Никодим, не можеме да видиме дека нашите најдобри напори не оставаат во духовна темнина одвоени од Исус. Судот се состои во ова, напиша Јован. Светлината дојде во светот, а луѓето ја сакаа темнината, повеќе од светлината, зашто делата им беа зли, зашто секој кој прави зло не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела. Јован, 3 глава, 19 и 20 стих. Поради Исус имаме избор, дали ќе останеме во духовен мрак или ќе живееме живот на светлина. Ако си подготвен да му дозволиш на неговиот дух да ги отвори твоите очи и да ги одзатне твоите уши, и ти ќе можеш да кажеш: и животот се јави, и ние го видовме. Прва книга на Јован, 1 глава, 2 стих. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.